Сигурен сум дека не постои човек кој барем еднаш во животот не бил под стрес, не бил напнат или не бил вознемирен. Токму за овие три состојби и за многу повеќе кои што ги третира психотерапијата, денеска ќе ви дадеме аспекти во фактор здравје, првенствено да ве запознаеме со психотерапијата, а од друга страна да ви помогнеме кога таа може да помогне, да даде резултати и што како подкрепа неизина може дополнително да помогне. Ви посакувам добре дојде во фактор здравје и убаво да се чувствувате ви посакувам до крајот на оваа емисија. А за да сликата биде комплетна, информацијата нормално од стручен аспект соодветно дадена, денеска имаме уште една референтна гостинка со која што ќе ви ја доближиме темата психотерапија. Ви ја представувам Марија Стефанова, која што е психолог, психотерапевт и која што доаѓа од Центарот за психологија Петар Пан од Скопје. Добар ден и добро дојдовте. Како сте денеска? Добар ден, добро ве најдов. Секогаш ми е задоволство кога гостувам во вашата емисија. И еве, ова, веќе трет месец поред стана пракса гостувањето мое. Точно. Од една страна реков стручниот аспект ќе го задржиме, но и она што во вашата пракса многу често се случува, тоа се споменатите состојби, стресот, вознемиреноста и напнатоста и конечно психотерапијата која што дава или помага како аспект на решение на овие состојби или надминување. Па веднаш да ја дефинираме како од ваш стручен аспект вие дефинирате психотерапијата. Денеска ќе зборуваме на поприлично широка тема. Тоа е психотерапијата, која што подразбира процес на надминување на некои состојби, односно процес на унапредување на менталното здравје, процес на лекување преку разговор, процес на надминување на емоционални пореметувања, кои што нели преку разговор, лекување преку разговор, уште и се нарекува психотерапијата, придонесува да се намалат тие симптоми, односно исчезнат и се промени комплетно начинот на функционирање на личноста. Може би овој разговор така да го крстиме, лекување преку разговор или психотерапија. Можеме слободно. И ако немам некое пореметување ментално се надевам, може би вие ги откриете. Ви благодарам за овој воведен дел, а темата и деталите во однос на денешната емисија Фактор здравје ќе следуваат многу поопсежно и пошироко во продолжение, кога го очекуваме и вашето внимание преку споделување на вашите лични искуства преку еден од двата понудени телефонски броја. Pre 3,5 godine imao sam 2 operacije ovdje u Beogradu i za nastavak svog onkološkog lečenja odlučio sam se za Nemačku. U Nemačku sam otišao sa 80 kg, posle 2,5 do 3 meseca vratio sam se u Beograd sa 59 kg. Tog trenutka moj imunni sistem je bio itekako narušen i na neki način sam morao da ga zaštitim. Moram da budem iskren da je supruga prva čula za G132+, i da mi je predložila da pogledam i da se malo više informišem o ovom suplementu. Počeo sam odmah da ga pijem, 2 tablete pre doručka, 2 tablete pre ručka i moram da priznam do tada lagano sam počeo da svoj imunni sistem podižem, počeo sam da dobijem čak i kilograme, osjećam se mnogo jače, mnogo bolje, mnogo sigurnije. Dan danas ga pijem, evo, posle toliko godina i pravo da vam kažem, mislim da ga nikad neću prestati da pijem. Јас сум примариус доктор Марина Поплазарова, педијатар, и целата моја кариера ја посветив на грижата за превенција и лекување на децата. Најсреќна сум кога родителите ги користат моите совети за превенција на болести. Моја препорака е користење на најдобрата детска формула, формулата за здравјето G-Kids. Добро е G-Kids да се користи во текот на целата година, но најинтензивно се препорачува користење пред сезоната на настапи. G-Kids значи силен имунитет, G-Kids е здраво детство. Stalo sa vám niečo? Немаже. To pravé mazanie je konopné mazanie. Против болки во зглобовите и мускулите, креми за ладење, опуштење и загревање. Побарајте ги во вашата аптека. Денот ви е исполнет со нервоза. Патите од несоница. Стресот ви е секојдневие. Решението е Вамекс. Гербален лек од валеријана, маточина и хмелј. За убав ден и мирна ноќ. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје.
Кратко подсетување, денеска во емисијата Фактор здравје, тема ни е психотерапија, а оваа тема денеска ви ја доближуваме преку гостувањето на Марија Стефанова, која што е психолог, психотерапевт од психолошкото советувалиште Петар Пан, кое што се наоѓа во Скопје, и доколку сакате да закажете термин или да се советувате со господја Стефанова, тоа можете да го сторите на 075 426 946. На почетокот кажавте што е психотерапијата или кратко да подсетиме лекување со разговор, што е она што е важно и треба да се нагласи и сметам дека на почеток треба да му дадеме приоритет е фактот кој може да изведува психотерапијата, кој е стручен за да го прави тоа. Така. Стручните лица кои што не само имаат завршено факултет, туку и дополнителна психотераписка едукација, може да работат психотерапија. Таа дополнителна психотераписка едукација во голем дел подразбира и работа на себе. Нели, секако да ние како терапевти станеме стручни за тоа, мора да поминеме и еден процес на работа на себе. Сакам да напоменам дека психотерапијата, освен психолозите, ја работат и психијатрите. Тука би ја кажала главната разлика помеѓу психолози, психијатри и психотерапевти. Психолозите работат со оној здрав дел на личноста, работат со деца, работат на нормални природни развојни проблеми и кризни состојби, но во доменот на здравиот дел на личноста. Психијатрите пак работат со патологиите, односно болестите поврзани со менталното здравје. Тоа се главните разлики помеѓу психолози и психијатри. Во оној дел кој што нашата професија се допира, нели, професијата на психолози и психијатри, е психотерапијата. Значи, оној психолог кој што има дополнителна едукација од психотерапија, може да работи психотерапија, оној психијатар кој што има дополнителна едукација од психотерапија, исто така е психотерапевт. Исто така и во делот на препишувањето на медикаментозната терапија, чинам дека има разлика помеѓу вас, психолозите од една страна и од друга психијатрите. Токму заради тоа и сакам да ја направам главната разлика, бидејќи многу често ми се обраќаат мене со доктор. Јас водам сметка најчесто да ги исправам, бидејќи јас не сум доктор. Јас сум психолог, психотерапевт, но не сум доктор. Психијатрите, кои што, нели, психијатријата има специјалност, тие се во суштина доктори и може да препишуваат медикаментозна терапија. Ние психолозите не препишуваме медикаментозна терапија. Да. Но она што е важно покрај психотерапијата, која што, како рековте, е алатка која што ви служи за надминување на тие кризни состојби или некои проблеми со менталното здравје, но со здравиот разум. Здравиот разум, уште еднаш да нагласиме, сепак вие препишувате и можете, нели, да препорачате нешто што не ствара зависност, нешто што е здраво и може да се користи, како хербални лекови, например. Да. Хербалните лекови. Кој е вашето искуство, да? Да. Јас во мојата пракса никогаш кога има потреба од смирување на некоја анксиозност или вознемиреност или нервоза или кога постои несоница, препорачувам хербални лекови. Сакам да го напоменам овој лек за кој што се зборува и во вашата емисија, тоа е Вамекс, хербалниот лек. Во услови кога, нели, е потребно да се препорача нешто дополнително што ќе ја смири личноста, тогаш да, тие лекови не составаат зависност, затоа и можам да ги препорачам. Медикаментозна терапија, јас не е во вашиот домен. Не препорачувам, не препишувам од причина што не сум доктор. Ке се навратиме на третманот и она што како хербален лек, конкретно Вамекс, што го споменавте, го препорачувате, но претходно, за да уште еднаш бидеме појасни во однос на психотерапијата, кажете ми технички како изгледа еден процес на психотерапија и кој се конкретно може да биде кандидат или кога има индикација да ја примените оваа алатка. Така. Во доменот на тоа кој посетува психотерапија, сакам да напоменам дека тоа се лица кои што не ги нарекуваме пациенти, од причина што, нели, се работи на здравиот дел на личноста и не сите имаат ментални проблеми, пореметувања и состојби кои што нели, со потешкотии. Многу често во мојата пракса доаѓаат луѓе кои што имаат кризи, транзиторни кризи, од типот на справување со развод, справување со загуба, справување со разделба и така натаму. Сето тоа влегува во оние
нормални кризни состојби. Исто така во оној дел кој што подразбира работа со деца, сите оние развојни проблеми и сите проблеми кои што се одлика на адолесцентниот период, влегуваат и се третираат психотерапевски, значи влегуваат во мојот домен. И сите лица кои што посетуваат психотерапија се нарекуваат клиенти, не пациенти. Токму тоа сакав да го напоменам. Како изгледа? Како изгледа. Прашањето беше како изгледа. И тоа сакав да го дополнам, дали по препорака на матичен лекар или друг специјалист може личноста да дојде, или од превентивни аспекти да речам, или некој едноставно сака преку разговор нешто да сподели со вас, може да се јави. Луѓето кои што се обраќаат на психотерапија најчесто сами ја донесуваат проценката. Многу е природно и човечки да во одреден момент сите ние си признаеме дека можеби не можеме да решиме некој проблем сами, па да се обратиме кај некој што професионално се занимава со тоа. Најчесто се лица кои што проценуваат дека во некој кризен период, кризен момент или во некоја состојба која што предолго трае, имаат проблем со надминување на таа состојба. Така што, да, по препорака на матичен лекар, матичниот лекар може да процени дали тоа што се случува со лицето се должи на психичка база, можеби невротско пореметување и така натаму, или е поврзано со некаква болест. Така што често матичниот лекар советува, но не препишува, бидејќи повторно ќе кажам, ние не сме доктори па да има препорака дека мора тоа да се направи, но како совет матичниот доктор препорачува. Најчесто луѓето развиваат одредена свесност за тоа каква е нивната состојба, па проценуваат и доаѓаат на советување, односно психотерапија, во зависност од тоа колкав е проблемот. Да се вратиме повторно на прашањето. Да, еве конкретно, тоа сакав да ве прашам. Рековте дека и со деца работите, и со возрастни лица. Да дадеме пример, еве конкретно по возрастните, кога имате такво лице, рековме не е тоа пациент, тоа е клиент кој што доаѓа на психотерапија, како изгледа таа една сеанса, ако можам таа да наречам, или тој разговор? Дали временски е ограничена, што се случува? Анамнеза ви е потребна, што како податок првенствено? Првата сесија, која што е воведна сесија во проблемот, најчесто е запознавање помеѓу психотерапевтот и клиентот. И во таа првична сесија подолго време клиентот зборува. Потребен ми е мене увид во одредена состојба со која што можеби се бори клиентот и објаснување до објаснување на состојбата, животниот контекст исто така, условите во кои што живе и начинот на функционирање на личноста. Така што уште во првата сесија она што е најважно е дека се создава контактот кој што се базира на доверба и доверливост. Исто така сакам да го напоменам тој момент кој што е многу важен во психотерапијата, тоа е дека довербата се гради со тек на време и во процесот на психотерапија. Но дискрецијата е загарантирана. Онаа доверливост на тоа што се случува во психотерапевската ординација останува тука. Она што тука се разговара е строго доверливо од причина што тука се разговара и за лични интимни факти. И уште малку во однос на психотерапијата и она што го практикувате, не само вие, туку и сите психотерапевти, сигурно дека секој клиент е посебен, секоја состојба различно се пристапува и решава. И затоа нема две исти сесии. Или два исти клиенти, Тоа зависи од проблемот или тешкотијата. И само кратко како паралела со децата, што е она што најчесто од вашата лична пракса го имате како случаи, дали тие развојни пореметувања, адолесцентниот период кај децата или нешто трето? Кога се работи за деца и проблеми поврзани со децата, пракса моја е да на почеток работам со родителите. Секако треба време за да се дојде до работа со децата. Многу често оние сугести или препораки кои што како интервенција се даваат на родителите,
многу често помагаат и го решаваат проблемот. Значи тоа е една група на проблеми поврзани со децата, кои што се решава преку родителите. Но исто така некогаш не се завршува тука. Се работи и со деца, најчесто се работи на подигнување на нивната самодоверба и на пројавување на агресивно однесување. Значи тоа е оној домен кој што поврзан со децата е јас го предмет на работа или го работите. Да, би сакал за момент да ги поканам гледачите, веќе телефонските броеви ги имате на вашите екрани, но јас да ги подсетам вербално 60919224 и 60919225 се директна можност еден од двата телефонски броја да контактирате со Фактор здравје, поставите прашање или можеби споделите некое лично искуство во однос на темата психотерапија. Кратко ве подсетувам дека ваша гостинка ова попладне е Марија Стефанова, која што е психолог, психотерапевт од психолошкото советувалиште Петар Пан од Скопје. Во овој дел од разговорот уште едно мое прашање се однесува токму на психотерапијата. Кажете ми со оглед на фактот дека зборуваме условно кажано за негативни работи, односно негативни емоции кои што треба да се надминат, постои ли индикација и можност психотерапијата да се примени во позитивен контекст? Ако е некој среќен или задоволен, уште повеќе да го зголемите тоа ниво. Но да го слушнеме, ајде првото јавување ова попладне. Имаме некого на линија. Добар ден, ве слушаме. Поздрав до емисијата, водителот и докторката. Благодарам, господја. Овде една баба. Добро. Имам внук од 6,5 години. Добро. Хиперактивен е, на училиште е супер, меѓутоа на моменти се случува некои така наречени девијантни појави. Пример, станува од наклупа, учителката кажува и оди ја пушта чешмата. Или додека беше во градинка, небе за Великден шараа тамо јајца, па им ги искршил сите јајца на децата. Добро. Проблеми немаме, некои посебни, меѓутоа на моменти имаме девијантни појави со детето. Дали доволно за некои совети одговор? Благодарам за вашето јавување и загриженоста за вашиот внук. Дали е оправдана оваа загриженост или? Јас би сакала да ја кажам на гледачката дека можеби ова не е девијантно однесување, него е само привлекување на внимание. Ако во моменти, ако детето е темпераментно и има потреба постојано од различен тип на дразби за да му е интересно, или да привлече внимание, како што велите. Прво за да му е интересно, за да може да го одржи своето внимание за време на часот, например. А тој нели секој час нема многу дразби и различни ситуации кои што се интересни. Не спомена 6 години, значи тоа е прво оделение. 6 или 6,5, да. Да. Така што станувањето и одење и пуштање на чешмата може би е момент кој што тој сака да привлече внимание, да предизвика некаква реакција и да направи да му биде интересно. Исто така и со крчењето на јазот. Јас не гледам дека ова е девијантно однесување, тоа сакам да кажам. Така што загриженоста на гледачката е преголема во овакви услови. Добро, благодарам за одговорот за првото јавување. Имаме веќе уште едно јавување. Повелете, добар ден. Ало, дали сте на линија? Добар ден, господине, ве слушаме. Се јавувам, имам проблем со во контекст со темата, значи боледувам веќе 10 години од депресија, клиничка депресија. Добро. Така имам примерно многу антидепресиви. Меѓутоа, гледам дека покрај тоа мене ми недостасува и разговор кој ќе го реши проблемот, да се отстранат некои мисли, негативни мисли. Психотерапевтот знае кој од мисли со депресијата, негативни мисли, црни мисли. Значи ми треба одговор дали можеме како пациенти или клиенти кај психотерапевтот да дојдеме и барем, ако ништо повеќе 50 или 60% да ги отклониме овие проблеми. Благодарам. Благодарам за прашањето. Предлагам тука да ги видиме вториот блок реклами, а потоа ќе се вратиме со одговорот на гледачот кој што постави прашање и со сите вас останатите кои што имат интерес денес директно да контактирате со нас во Фактор здравје.
Имате суви и црвени очи, ве печат очите, носите леки, очите често ви се воспалуваат. Имаме решение. Капките Макулин Фреш на Diet Farm, иновативен производ со врвен квалитет, нежно ги навлажнуваат очите и облажуваат иритацијата. На вашите очи им е потребна најдобрата нега. Капки Макулин Фреш на Diet Farm, бидејќи телото го препознава најдоброто. Победија слабоста со волја, стравот со храброст, прифатија победата со скромност и изгаснија жетта со Пелистерка. Пелистерка, официјален спонзор на Европското првенство во кендо. Gay Kids ви го најавува новиот хит, ова не е шега, ова не е виц. Аха. Gay Kids. A, B, C, D, G. Го прашат се деца, болестите од ова се плашат. Подобро вратило, посилно од шкрек, имунитетот ке е силен као само речек. Гекица продуктот, здрави резултатот. Ќе ти даде се сила да продолжи по патот. Ова не е шега, ова не е виц. За сите деца, пите Gay Kids. За силен имунитет, за здраво детство. Gay Kids. Кога сте нервозни, психолошки напнати, кога не можете да заспиете, со еден збор, кога сте под стрес, не секогаш помагаат само медикаменти. Мој избор, а воедно и моја препорака, е Вамекс. Идеално избалансирана формула од валеријана, маточина и хмели. Вамекс е одлично решение во справување со психолошката напнатост и стресот. Уживајте во животот. За убав ден и мирна ноќ. Користете Вамекс. За индикациите, ризикот од употреби и несаканиот ефект на лекот, консултирајте го вашиот лекар или фармацевт. Центар за плодност, Newborn Clinic, булевар Борис Трајковски 44 на патот кон населба Драчево. Закажете термин на 2734 350. Newborn Clinic, каде што ние создаваме живот. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. Комплетна еходиагностика на срце, екопрегледи на стомачни органи, штитна жлезда, дојки, доплер циркулација на целото тело. Закажете на 24 34 000 или информирајте се на danailov.mk. Ординација доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Здравјето нема цена. Одберете докажан производ. Одберете G132 плюс натурал. Една капсула пред појадок е сигурна формула за долг и здрав живот. Ви го препорачувам на сите, особено на повозрастните. Земете G132 плюс натурал и имајте долг и здрав живот. Јас успеав, следете ме. Ремедика. Прва приватна општа болница. Прашај пријател. Со Марија Стефанова, психолог, психотерапевт, денеска зборуваме на тема психотерапија и пред да одговориме на гледачот кој што се јави пред блокот реклами, имаме уште едно јавување, а потоа во блок гостинката ќе ги одговори двете прашања. Добар ден, повелете и вие. Ало, добар ден. Добар ден, господјо. Повелете со прашање. Имам едно прашање, се работи за детенце од 7-7,5 години, кое што пред скоро 2 години го загуби својот татко. Добра. Значи, до тогаш детето никогаш не се соочувало со агресивно однесување, тепање или слично. Е живо, темпераментно, хиперактивно, меѓутоа со неговото поаѓање во училиште веќе се соочуваме со сериозен проблем каде што ги тепа сите деца, не слуша, се шета на час, никој нема авторитет врз него, идеална психолог, значи сме посетувале, сме побарале помош и од друга страна, пие некоја одредена терапија, меѓутоа дома веќе као малце е подобар, меѓутоа на училиште имаме веќе сериозен проблем. Значи јас не бива ниту со казни, ниту со разговор, не сака да слуша, игнорира, кажува дека тоа одинат го прави, сите тие работи, меѓутоа јас стварно веќе немам никаков механизам што понатаму во
во оваа ситуација. Благодарам и за вашето јавување. Повелете, сакате на господјата прво или господинот? Последно прашање ќе го одговорам прво. Разбирливо е дете на таа возраст да нема изградено некакви механизми за да се справи со загубата. Спомена гледачката 2 години, пред 2 години дека го загубил својот татко. Таа фрустрација што ја носи загубата сама по себе, детето ја исполува преку агресија. Така што мој совет е да има гледачката големо трпение и дека сакам да и посочам, да и порачам можеби во една мера и да ја смирам. Со појавата на зрелост, значи како и да е со тек на времето и со тек на развојот на детето, ќе се појави одредена мера на зрелост со која што детето ќе уме да ги прифати сите реални факти во моментот. Исто така, игнорирање на загубата во оваа ситуација, мислам дека може да предизвика дополнително појачување на агресијата. Моја препорака е да слободно зборуваат и се соочуваат и гледачката биде спремна да разговара, да одговара на сите прашања и да се соочи со сите прашања и очекувања од страна на детето. Тоа во голема мера мислам дека ќе помогне. И секако ова е само одговорот на основа на тие информации што ние ги слушнавме во моментот. На претходниот гледач кажа 10 години во депресија. Така. Лекарства зема. Тоа е супер прашање, благодарам за прашањето што го постави, од причина што сакам да напоменам дека фармаколошкиот третман и психијатриското лекување ја завршува својата функција до одредена мера. Она што недостасува е вклучување и на психотерапија. Заради тоа што под влијание на тие лекови кои што веќе 10 години напомена гледачот дека ги зема, може да се смири состојбата, но не и да се реши проблемот. Односно, да се најдат корените, да се разреши тој нефункционален образец кој што го има и да се замени со нов. Спомена негативни мисли кои што се пропратени со таа состојба, односно со клиничката депресија. Секако дека е потребно да се работи на тие негативни мисли, на тој наменување на тој образец, на изнаоѓање на корените и на прифаќање на, односно, донесување на поинаква одлука за животот. Така што, само што да напоменам, секако кога се работи за вака сериозни состојби, фармаколошкиот третман заедно со психотерапевскиот третман е секако најдобрата комбинација. Нити само психотерапија, нити само фармаколошка. Во комбинација психотерапијата со фармаколошката терапија во услови на клиничка депресија дава одличен резултат. Да го слушнеме и следното јавување. Повелете, добар ден. Ало, дали сте на линија се уште? На линија сум. Да. На линија сум, моите искрени честитки за колечката. Ова е професорот Чепреганов, така, Тодор. Добро, благодарам што ме препознавте. И јас ве препознав, професоре, добар ден. Да и кажам дека 64-та година во Загреб имам завршено кај Цивидини. И честитам што, фала Богу, отворите и една оваква сесија на која затоа што знаете дека секојдневието во животот и интерперсоналните односи е психотерапијата. Да. Јас ми кажам кој го доа одлично знае. Од нашите интерперсонални односи е нашиот живот, а во него има енормна психотерапија. Како ќе ме погледнете, како ќе ме погледнам. Што ќе кажам, како ќе кажам и така натаму. Имам само едно прашање. Многу прашање има, колешки, не тоа е јасно и на вас. Прашањето ми е, вие се бавите исклучиво со детска психотерапија или сте невропсихотерапијот? Да. Од мене многу ме интересира и сум многу навлезен во една друга проблематика, што се вика невролошка психологија, така речем. Бидејќи ме интересира, поред матурацијата,
на и амигдала, хипокамп, и префронтална регија, и сега да не ги замарам, значи, работи, ако се бавите с таа работа. Кој е вашето мисли? Вие, пред да го обработите детево, вие мора да ги добро обработите тату и мама. Слабте со мене. Да. Благодарам, професоре, за мора да го работите. сугестијата. Имам уште едно прашање. Значи, и во нивната сега инкорпорација на социјални, морални, етички и духовни норми, колешката ќе го согледа детево. Затоа детево е или жертва, плод, да кажем, жертва на односите во таа фамилија. Значи, прашањето ми беше мене, дали се бави со мојата наука, со невропсихологија. Оти ми треба. Значи, ве варам кој човек кој ми треба. Да, ви благодарам, професоре, многу. Такви имаме една, али Македонија треба да има многу повеќе. И совет повеќе да ставаш овакви емисии. Благодарам, професоре. Луѓе кои имаат изоредна едукација, изореден вокабулар, еден мисловен диктукс кој не фала прв пат ја гледам, али сум одушевен и сметам дека ваквите емисии треба да бидат многу почести во името на народот кој треба да се едуцира. Благодарам уште еднаш, поздрав до вашата фамилија и многу здравје и успех на професионално ниво ви посакувам. Уште едно јавување имаме на линија. Само да кажам благодарам на професорот. Многу ми е драго што се вклучи во емисијата и што слушна вакви зборови за мене. Ќе се вратам да му одговорам на прашањето, да го слушнеме гледачот. Гледачот кој што е на линија, дали се уште сте тука? Добар ден. Ало, дали сте на линија? Добар ден. Повелете, господја. Поздрав до вашата емисија. Благодарам и до вас. Поздрав. И исто се согласувам со претходниот гледач да имате почесто вакви емисии. Вакви теми што го обработуваат менталното здравје, да? Да. Вака сега, јас сум особа на 40 години. Во ред. И имам проблем уште пред 12 години. Ме фати тахикардија и ми ја смируваја на болница со електрошок. И од тогаш добив преголем стрес. Една година не излагав ни од дома и мислата само ми се врти, кога ќе ме фаќа паника. Имаше период така, мојот сопруг така ми поможи, да речам имам голема доверба во него и се осеќам најсигурна покрај него. Потоа остана бремена, се породив, за тоа време пиев цело време лекарства и потоа, откако се породив, 3 години додека порасна девојчето, бев во ред. После тие 3 години ми се повтори истата ситуација и од тогаш пак сум под лекарства и се уште не можам да го надминам. Каде и да одам, мислам само да не ме фати тахикардија. Значи, еден вид како фобичен страв и не можам да го надминам сето тоа. Благодарам за вашето споделување. Да, добро. Ке слушнете одговори, совет. Дали би ми помогнало ваква терапија, психотерапија? Да, благодарам за вашиот интерес, господја, што се јавивте. Повелете на господјата или коментар до професор Чепреганов? Ајде на господјата. Оваа состојба која што ја опиша господјата влегува во панични растројства. Се ова што го кажа се симптоми на панични растројства, оние панични напади кои што вообичаено се поврзуваат со стрес или со потиснат конфликт. Секако дека психотерапија тука многу би помогнала. Посебно заради тоа што е поврзан, тие панични напади поврзани со негативни мисли. Се разбира. Дел од психотерапијата е и работа на оние негативни мисли, на конверзија на тие негативни мисли. Прифаќање на состојбата од еден поинаков аспект и работа на тие негативни мисли, како би биле реални или прифатливи. И коментарот или вашиот став во однос на професор Чепреганов? Така. Драго ми е што се јави и што слушнав такви зборови од еден таков професор. Ние сме работеле заедно пред неколку години
Можеби не ме позна, можеби... Но вие се сеќавате, да. Да, ја се сеќавам, сме работели, сме соработувале, не и добро во кажа доменот професорот. на деца. Добро, да. И она што јас како одговор сакам да го дадам е дека јас не сум невропсихолог. Јас не сум невропсихолог. Невропсихолог, предпоставувам дека мислеше, кога рече еден невропсихолог имаме, за жал е тоа така. Колешката Тина Васков е невропсихолог, она има специализација во Белград и тоа е таа гранка која што надвор се изучува кај нас. Се уште ја нема како. Се уште ја нема. Гранка. И добро кажа професорот и вие го потврдивте тоа дека кога имате деца, преку нивните родители работите и најчесто ја решавате ситуацијата. Неопходно е да се работи преку нивните родители, затоа што детето никогаш не е проблем во семејството. Детето може да е симптомот во семејството. И тоа е исто многу важно. Така што ако не се види поширокиот контекст, не може да се занимаваме ние со тоа што е можеби проблематично однесување или пројавување на некаков тип на или неприфатливо однесување. Кажавте дека психотерапијата подеднакво ги допира и психијатријата како специјалност и вас психолозите. Од друга страна и она што е важно, веќе го напоменавте на почетокот да се надоврземе, хербалните лекови ги давате, ги препорачувате, конкретно Вамекс, кои состојби може да се решат и каде најсоодветно од ваша пракса имате позитивни резултати. Ја споменавте несоницата, стресот, анксиозноста или вознемиреноста. Да. Тие состојби кај што треба да постигнеме некоја ниво на смиреност за да може да се работи. Оно што исто така, јас можеби во мојот романтичен период, зборувам на професионален романтичен период на почетокот од мојата кариера, кога бев со став дека со разговор се може да се надмине скоро се, нели? Со тек на време и искуство го менувам ставот. Сега не го тврдам истото, заради тоа што во одредени ситуации, во одредени моменти потребна е фармаколошката терапија за да ја стабилизира личноста, за да може да биде подготвена да се работи со неја. Така што исто така и ова што го напоменувате е во таа функција. Личноста да се стабилизира за да може психотерапевски да се делува. И оно што најзначајно рековте да не ствара зависност и може покрај друга фармаколошка терапија да се зема Вамекс. Па и од таа причина јас можам да го препорачувам. Воспротивно не го препорачувам, или не се мешам во доменот на моите колеги психијатри. И за крај на овој разговор не помалку важно е, рече професорот Чепреганов, а и сите гледачи што се јавија дека вакви теми во однос на менталното здравје недостасуваат. Која е вашата порака и препорака во однос на психотерапијата? Дали некогаш и кога нема индикација или сме позитивни, треба да побараме помош или да се лекуваме преку разговор, како што рековте, бидејќи тоа всушност е психотерапијата? Так. Мојата порака е дека секогаш е добро кога се работи на себе и кога личноста е спремна да види докаде е, со се што се случува со нејзи и во животот. Јас знам да кажам кога ќе дојде нов клиент кај мене и кога ќе каже јас со самото тоа што зборувам веќе го гледам поинаку проблемот. Кога нов клиент ќе дојде кај мене обидувајќи се да го раскаже контекстот, својот проблем и неговиот живот, умеам да кажам дека 50% од работата е завршена. На некој што е неутрален или е професионалец, кога ќе својот живот на кратко, кога ќе се обиде да му го раскаже, многу често се случува да луѓето се сами изненадени и добијат увид во целата нивна состојба многу поинаков отколку што имале претходно, кога не разговараат за својот проблем. Така што, зборувајќи, мој совет е, можеби и едно охрабрување до сите гледачи, е да прифатат дека е многу човечки да се побара помош, да се побара професионална помош во оние услови кога не можат сами да искочат на крај со проблемите, односно со тие состојби кои што нели треба да се надминат. Не секогаш умееме на подеднаков начин да се справиме со проблемите, односно оние механизми кои што ги имаме развиено во еден момент олабавуваат. Или во еден збор кажано, со тоа се јакница модоверба да сигурно на тие лица што побараат
помош, еве, штом се откријат на некој начин. Ви благодарам, ова е тема што многу бара уште повеќе време, но знам дека повторно ќе дојдете и ќе се дружиме и ќе разговараме на некоја тема од вашата област повторно. Благодарам на поканата, секогаш ми е чест да гостувам во вашата емисија. Благодарам и мене ви беше задоволство што ги испровоциравме гледачите да бидат со нас, а поздрав во името на бутикот Дино Мода ви упатувам денеска во трговскиот центар Беверли Хилс во Скопје, ниско приземје, а на крај само поздрав до вас и благодарност голема до гостинката Марија Стефанова, психолог, психотерапевт, која што можете да најдете во психолошкото советувалиште Петар Пан во Скопје на 075 496 946. Поздрав до понеделник и секое добро.